Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве не денес во 13-тата емисија од втората сезона на Потрага по вредности, денешната тема ја насловивме вака: Светлината се роди, а што со тоа сега? Се разбира, поттикот за оваа денешна емисија е рождеството Христово, односно Божик, и тука ние го поканивме нашиот брат во Христа и познатиот новинар Горан Величковски. Добро вечер. Чао, Горан. И мојот постојан соговорник, отец Ивица Тодоров. Христос се роди, братушка. Навистина се роди. Навистина се роди. Горане, ти си познато лице на јавноста, веќе долго време те гледаме, 25 години, може и повеќе, на екраните. И меѓутоа, малкумина може знаат дека за твојата определба како христијанин, како човек што ги негува христијанските вредности, а почетокот на сите тие празници и вредности е раѓањето Христово. Што би кажал ти за почетокот на оваа денешнава емисија? Во врска со раѓањето на нашиот Бог, Так. што може да се каже освен радост? Так. Убавина, веселост, веселба. Но не во онаа смисла сега веселба нешто да кркнеме, туку веселба на душата. Така. Заради тоа што и интересен е насловот кој што го предлагаш. Така. Ако може да кажам зборед вас за овој наслов кој што Така. е совршено добро избран, значи светлината и што сега со неа. Така. Многу едноставно. Така. Значи, тоа е исто како сјалица. Имаш соба, имаш сјалица. Имаш прекидач, имаш жици, така? Така. Твое е дали сакаш да седиш во мрак или сакаш да си ја пуштиш светилката и да имаш светлина околу тебе, па да читаш нешто паметно, па да гледаш како пајакот кружи по ќошињата и така натаму. Е тоа е и со Христовата светлина. Така. Дошол, ја дал, ја оставил. Сакаш земи, сакаш не земи. Така. И тоа е тоа. Така Така, што но- секој од нас мислам дека треба да се запраша дали сака да го вклучи својот прекидач во однос на Христос. Затоа што прекидачот е мозокот, а жиците се во срцето. Две работи. Сакаш, пак некаш. Демократија поголемо тоа нема. Така, интересен почеток од Ецевица на денешната емисија, меѓутоа ти сепак си теолог. За теолошкиот аспект на раѓањето Христово, што би кажал? Значи, ние случајно на оваа празнична сепак емисија го поканивме братот Горан, тоа што според мене, искрено кажувам, Така. не познавам човек кој така едноставно, а така длабоко ја доживува оваа вистина. Така. Значи, тоа можам да го споделам затоа што кога разговараме за христијанството, за Христос, за духовноста, за верата, за смислата на животот, тоа е така проткаено натре во него, како што и во многу други Христови ученици. Така. Но не случајно братот Горан баш за оваа празнична емисија денеска е помеѓу нас и се сложувам апсолутно, брат Душко, дека Христовото раѓањето на Месијата, односно раѓањето на совечниот Син Божи, Логосот Божи, кој од вечност и во вечност постои, значи, од вечност и во вечност. Значи, нема време, во вечност. Постои заедно со Небесниот Отец и со Светиот Дух, тој, Логосот Божи, Синот Божи. Тој преку кого ние сме создадени и за кого ние сме создадени. Смислодавачот, оно што е дал смислата на нашето постоење. Тој ја прими човечката природа преку Дева Марија, не случајно преку неа. Дева Марија е плодот на очекувањата на генерации и генерации представници на Старозаветниот народ Божи. Значи, тие очекувајќи го Месијата, но тие не знаеле на кој начин Месијата ќе дојде во овој свет. Значи, полека таа тајна која им била откривана од самиот Бог на пророците, полека таа тајна се раскривала во историјата на Старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ. И кога се родила пречистата, односно најчистото човечко суштество на планетата Земја, најчистото. Значи, во секоја смисла на зборот. И таа послужила, Марија послужила на таа неискажлива тајна, на воплутувањето, на вочувачувањето на совечниот Син Божи, на Логосот Божи преку Светиот Дух. Значи, таа учествувала во таа неискажлива тајна, таа му ја дала човечката природа на совечниот Син Божи. Так. Тој совечниот Син Божи преку Светиот Дух и Дева Марија ја прима својата човечка природа и се раѓа како новороден. Се раѓа како светлина во темнината на овој отпаднат свет. Так. Се раѓа како нова можност, се раѓа како пат, се раѓа како решение, се раѓа како одговор.
се раѓа како смисла, затоа што самиот тој што ни даде смислата на постоењето, ние отпаднавме од таа смисла поради злото и гревот. Еве што правиме денеска. Сакаме повеќе во темнина духовна да живееме, отколку да ја уклучиме духовната сијалица, да живееме во светлина. И тоа е многу интересна работа, братушко. Зошто сакаме да живееме во темнина? Така. Затоа што луѓето мислат кога се во темно може да прават што сакат. Да ќарат. Да ќарат нешто, да. Тука е тој момент, да. И сега светлината, Логосот Божи, Зборот Божи, со вечниот единороден Син Божи, преко Дева Марија прими својата човечка природа и тој беше исполнување на очекувањето на пророците, очекување на старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, очекување на целото човештво. Целото човештво на еден интуитивен пред се начин го очекуваше доаѓањето на оној кој ќе биде разрешница на оваа безсмислена состојба на постоење во која сме откако отпаднавме од Бога. И еве, смислодарителот е тука, светлината е тука, се роди и ние се радуваме. Така. Интересно е, Горане, јас се сеќам на еден лапсус уште од 70-тите, 80-тите години, беше прогласен за лапсус на годината. И одеше вака: ми смо глуписали мисли великих људи. Наесто да каже, ние ги групиравме, ние ги глупиравме. Сега, читајќи го Светото Писмо, ќе забележаме дека таму се групирани многу искуства, настани, размислување и така натаму, објави Божи. Се е тоа групирано и наредено по некој ред, меѓутоа има некои што сака тоа да го глупираат, како што ти, да речеме, се шегуваш, нели ги извртуваш тие нешта што во овој современ свет ни се представува како нешто што треба да го прифатиме, а со мала измена, со едно мало извртување, се гледа дека во позадината е нешто друго. Зошто човекот толку сака да ги извртува работите, Горане? Па, има еден виц, мислам дека е најнов, баш на оваа тема ја. Човек со југо вози, семафор црвен му се пали. И покрај него, во другата лента, тип, да речеме, со најнов тип на Масерати. Да. Пример се. И овој со југото го отвара джамот и му вика: отвори. Овој е отворен, огромно, овака го гледа. И му вика: те прашам нешто. И вика: како Масерати? Па добре, вика, не е лош. Абе, не знам колку е добро, многу малце ви има, вика, значи нешто не е како што треба. Не е тоа добра кола. И си затворил, си заменал. Тотално превртување на вистината. Значи, малку ги има затоа што е скапа, нели? Така. Не може секој си ја дозволи. Ама овој со југо превртува теза и вика: извини, нешто не е во ред, чим не ве купуваат многу. Ретко ви има. Да, многу ретко ви има, значи нешто не би во ред со аутото. Така што човекот ги испревртува нештата за тоа што така му е полесно. Полесно. Значи секој сака да си ја живее својата вистина. За да ја прифатиш христијанската вистина, значи треба малку се концентрираш. Да се концентрираш на Христос, да се концентрираш на себе, изгоре на се, на целиот свет. И се замислете една ситуација кога одеднаш ти треба да се трансформираш од човек кој што бил свртен кон себе, тако наречен егоист, и одеднаш да бидеш христоцентричен светољубец. Ајде, тешка задача. Тоа е толку мачно. Идеш на работа и одеднаш сите колеги ги сакаш. Така. Некој ќе ти каже нешто лошо, па ти ќе изброиш до 150, нема да му вратиш. Нели, па сега другиот образ и така натаму, тоа е поентата, нели, на другиот образ малку да но да не навлегуваме во тоа. И сега почнуваш да живееш еден живот кој што некој ќе ти каже дека се глупираш. Чекај, шо правиш ти? Зашо ги сакаш сите? Зашо го сакаш сите? Кога навеќе се групираш нешто, овие ти се глупираш и сите ти викаат, значи овој нешто му фали. Му фали некоја даска. Така што тоа е испревртување на вистината. Се замислете друга ситуација, обратна. Секој секој го сака, секој секој го почитува, секој ја сака вистината и секој сето тоа што го прави од исто една егоистична побуда, а тоа е да му се доближи на Христос и да влезе во небесното царство. Ама тој егоизам, колку и да е егоизам, е добар егоизам. Благословен. Сега добар. Тоа на една моја беседа го говоре баш. Значи, врвниот егоизам, затоа што егоизмот кај нас луѓето секогаш има тенденција да креира една состојба на екзистенција во која ние ќе бидеме онака во суперлатив. Така функционира егоизмот. И сега врвниот егоизам би бил
бил изразен во тоа кога ние би посакале вечно да живееме. Имаме вечно постојано. Тоа бил врвниот егоизам. А тоа е многу интересна работа. Сите егоисти бегаат од таа вистина. И од тој порив. Многу интересна работа. Самиот егоизам се исклучува себе си кога е повикан, како да кажам, да се оствари на вечен план. Бега од вечноста. Односно бега од животот, односно поточно кажано бега од одговорноста. Затоа што вечното постоење подразбира духовно усовршување. Духовното усовршување, односно личностното усовршување, подразбира промена. Подразбира зреење. И сега кога човек ќе почне да се менува внатрешно, кога ќе почне да зрее внатрешно, кога ќе почне да ја осознава вистината, или по-конкретно кажано во однос на нашата тема, да, светлината се роди, светлината дојде во овој темен духовен свет, сега јас не се правам не си поставам прашање што ќе правам со светлината. Јас сум гладен за светлината, јас не можам без светлина. И сега, кога ние ќе почнеме светлината, односно вистината на постоењето, секојдневно да ја примаме внатре во нашиот живот и да ја практикуваме внатре во нашиот живот, тука започнува еден процес на тоа да самата светлина ја изгонува темнината внатре во нас и го изгонува егоизмот. Го изгонува животот во его, односно животот во самобендисленост. Или нашиот народ тоа прекрасно го има дефинирано со тоа што егоистите ги нарекува саможиви луѓе, саможивци. Значи тој живее сам за себе си. Всушност и тој живот сам за себе си не е живот. Значи тој е живот во празно. Тој е живење во илузија. Целта на егоизмот, врвот на егоизмот е да те фрли во состојба да живееш во илузија. А сега ти кога ќе застанеш вака во однос на светлината која се роди за нас, кога ќе застанеш во однос на Христос, кога ќе се отвориш за неговата вистина, тогаш разбираш дека ти си повикан за еден друг начин на живење. Така. И јас би бил среќен, како што вика нашиот Спасител, тој оган на неговата љубов, тој оган на неговата светлина да се расширеше кај сите луѓе, но за жал повеќина сака да видат југовци отколку месератија. Така е. Тука има еден проблем кој што мислам дека треба да го лоцираме, а тоа е проблемот на неверувањето во новиот живот, односно Тоа е во клучниот животот, проблем, по да. животот. Да, Затоа што ако јас сум сигурен во една работа, дека по овој живот доаѓа вечниот живот, тогаш не можам да си играм. Тоа е преголема коцка. Така. Или па си викам, слушај, а ја ќе си играм некаде до кај 65-та година и после тоа не идам више у коцкарница, не си играм, не се коцкам, него после тоа ќе направиме некој пак договор, нешто ово, Господ пошто е милозлив ќе ми прости за сите глупости и пичина. Така што за жал ние сега говориме за празникот на светлината, но за жал каде е главниот проблем во тоа што празникот над празниците, а тоа е Великден, Христовото е победа над смртта. Е победа над смртта и ние тука не веруваме баш до крај. Така е. Тука сме на пола пат и така, тука е опасност. Така, да се концентрираме на овој празник, Рождеството Христово, има според мене две крајности во него. Едната крајност е прославување на оној традиционален, може би пагански начин, кај што има многу пагански елементи, кај што нема баш она вистинска радост, Христос се роди, вистина се роди, а другата крајност е крајна комерциализација на сето тоа. Сега, зошто луѓето така одбираат? Или на еден пагански начин, или да прославуваат тоа раѓањето на светлината, или од друга страна, оној порив да се конзумира што повеќе. Од каде тоа произлегува? И прашањето и за тебе, Горан, и за отец Ивица. Значи, ова бара на вистина онака анализа. Многу анализа, еве ќе се обидем и јас и Горан да дадеме одговор пред Душко. Значи, првин околу лоцирањето на празнувањето на Христовото раѓање. Значи, 25 декември по јулијанскиот или по григоријанскиот календар. Сега многумина велат... Истиот датум е само... Да, истиот датум е, да. 25 декември. Сега ние, православните христијани, во некои помесни цркви, затоа што има помесни православни цркви кои го празнуваат споменот на Христовото рождество на 25 декември по григоријанскиот календар. Значи, Македонската православна црква, како помесна црква Христова во Република Македонија,
го празнува споменденот на Христовото рождество на 25 декември по јулијанскиот календар, ама тоа испаѓа 7 јануари по григоријанскиот календар, да. Сега, во ранохристијанскиот период, брат Душко, значи во првите векови, првите 4 века, суштински празници, споменденови кај раните христијани биле Пасха, односно денот на Христовото воскресение, победата на смртта, и денот на Христовото крштевање во водите на реката Јордан. И во тој ден биле концентрирани сите празници за Божите откривања. Значи, сите се празнувале сите споменденови во кои луѓето, христијаните, си спомнувале за сето тоа кога Бог се откривал, како на Старозаветниот народ Божи, значи, така и на Новозаветниот народ Божи. Сепак, Христовото крштевање во водите на реката Јордан е круцијалното Божјо себе откривање, затоа што Бог, тој едниот, единствениот, ни се открива како троичен. Отец, кој има свој единороден син Божи, и Дух Свети. Значи, додека во водите на реката Јордан се крштева синот Божи кој станал човек, Светиот Дух во вид на гулаб застанува на него, да засведочи дека тој е оној што ќе му го донесе вистинскиот мир на овој немирен отпаднат свет, и небесниот татко, небесниот отец, тој што е Елохим, почетокот на се што постои, центарот на постоењето, вели, ово е мојот возлюбен свет, син, него послушајте го. И сега, во првите векови овие два празника биле столбни празници, како да кажем, околу кои биле поврзани сите празнувања од црквата. И сега во 4 век во Рим од овој празник на Богојавление, Теофанија, се извлекува на еден начин празникот на Христовото раѓање и тој празник на Христовото раѓање, споменденот на Христовото раѓање, се поставува да се празнува на 25 декември, тогаш по јулијанскиот календар, тогаш е источната и западната црква имали исти календар, да, со мисионерски, тоа било направено со мисионерска цел. Затоа што римјаните, древните пагани, значи пагански римјани, прославувале денот, тоа било државниот празник на непобедливото сонце. Да. Сега, со текот на времето, Рим како центар на таа империја се христијанизирал, и сега христијанските мисионери, учители, сакале и на овој начин да се потисне тој пагански празник. Но сепак, еве гледаме, после толку векови, сепак празнувањето на тој пагански празник остава некакво ехо, иако е потиснат, но остава некакво ехо, така, кај оние луѓе кои не се христијанизирани. И затоа го имаме тука Коледа, тие децата што од Коледе леди и така натаму. Има и ред други нешта, но да не биде тоа многу широко. Сега, значи, околу тоа што викаш ти паганско прославување, јас не би можел да се сложам дека тоа е паганско денес. Има социјален контекст. Зло што луѓето се собираат на тие огнови, така натаму. Го има тој момент на социализација. Не е толку верата примерна, не е толку радоста, за жал. За жал, го говорам за жал. Не е тоа мотивирано од мотивот да се сподели радоста на раѓањето на светлината. Тие не си го поставуваат, многумина од нив не си го поставуваат прашањето, светлината се родија, се што да правам јас со тоа? Да се соочи со прашањето на вистината на постоењето. За жал, многумина не си го поставуваат тоа прашање. Но сепак тие луѓе живеат заедно со нас во овој вакво време. И тие имаат потреба за некаква социализација, тие се социализираат и го прават тоа што го прават. Сега на крај на крајвите судот ќе го оставиме на Господа, знаеш. Сепак светлината е таа што најдобро знае што се случува во просторите на нашата душа и на нашиот ум. И го има и тука го отвори тој момент на комерцијализација. Тоа не е толку кај нас, особено во западното општество. Но и кај нас го има, нели, пред новогодишни Божи. Но не до толку, затоа што во тој социјалистички период, нели, тогаш ние китевме елка без да знаеме зошто. Китевме елка, даваме подаръци без да знаеме зошто и така натаму. Значи тие во социјалистичкиот период, луѓето кои ја празнуваа Нова година, всушност од 7 јануари, од 25 декември по јулијанскиот календар, празнувањето на Христовото раѓање го префрлија на Нова година и они си направија измислен празник. Значи, Нова година за нас христијаните не е никаков празник. Значи, тоа завршува календарски една година, започнува друга и така натаму. Добро, тоа е тоа, слава на Бога, Господ да ни ја благослови. Но
кога еве јас поставувам прашање на некој, зошто китите елка? Зошто подароци? Луѓето не знаат, зошто звезда? Звезда на елката. Во она време ќе кажеш црвена звезда ставила, па од идеолошки контекст, знае. Значи, празнувањето на Божик го префрлиле со празнувањето на Нова година. Сега го имаме обратниот процес, значи полека многу христијански православни семејства празнувањето на Божик го лоцираат на Божич. И знаат зошто е китателката, зошто тогаш им даваат символични подароци на своите деца. Значи, тој подарок треба да не потикне на оној подарок што ни го дал нашиот небесен Отец, а тоа е раѓањето на неговиот единороден син како спасител, како месија во овој свет. Најголемиот подарок од Бога во овој свет е смислата на нашето постоење. Оној кој откако отпаднавме од него повторно дојде во овој свет да биде наша насока, да не отргне од ова состојба на само себе незнаење, на само себе заборавање. Страшно е. Тоа е можеби клучниот момент, еве тоа нека биде и како една моја дијагноза, можеби така јас ги гледам нештата. Значи, еден огромен процент од човештвото денеска тоне во само себе заборавеност. Заборавеност на смислата на своето постоење. Дури не ни сака да се го постави тоа прашање. А камоли па сега околу вредностите, па камоли околу тоа да се менува самиот себе си, па да живее во љубов, да живее во одговорност кон другиот човек и така натаму. Но, Радушко, тоа е смислата на нашиот живот. И доколку ние промашиме смислата на нашиот живот, тогаш што правиме со себе си? Горане, ако не се подсетиме на вакви празници за смислата на животот, за светлината да го поставиме прашањето зошто дојде оваа светлина, ако понатаму продолжуваат некакви практики, кога ние ќе се освестиме? Твојот коментар за оваа тема, нели, од една страна пагански елементи, од друга страна комерцијализација, а многу малку вистинско прославување на Божик. Па прво околу елката, јас пред 2-3 години правев анкета со повозрастни луѓе кои што има над 70 години, дали во нивните младалачки денови се сеќаваат на елка, нормално, никој не се сеќава на такво нешто, никој не кител елка и на крај дојдовме до заклучок дека е тоа донесено од западниот свет. Така е, да. Меѓутоа елката во западниот свет е поврзана со Божик. Така. И се луѓето си оставаат уште 4-5 дена до новата година чисто онака. Так. Тоа е првата работа. Втората работа што е ова околу, да кажам, заедничкото славење или прославување, кумување на улиците што го правиме. Така. Јас се согласувам дека тоа не е најсреќната варијанта што е избрана, но има еден добар момент. И јас му благодарам на Христос заради тоа што тој сепак успева да не сближи. Так. Сепак успева, знаете што се случува? Да, јас живеам во куќа, значи во мало, каде што не можеш да ги видиш, некои комшиите се фаќам дека не сум видел цела година. Ги гледам само тогаш, на тој ден, затоа што одам, да, таму има возрастни луѓе, зашто да не им кажеш добро вечер, зашто да не им кажеш среќна нова година, да поразговараме малку околу празникот кој што доаѓа. Сега сваќам, оган без врска, теревенки, ова, она, тоа може да заврши со тепачка. Тоа е веќе лудиот момент кај нас за кој што ќе говорам сега малку подоцна. Меѓутоа, знаете, јас се доведов во ситуација да сватам дека не сум знаел дека моја комшивка повозрастна починала, го дознав таа вечер. Повторно е тоа една Христова промисла да се собереме, да се опаметиме, па не мораме да пиеме вино. Можеме да пиеме сок, можеме да се видиме, можеме да поразговараме и да се израдуваме на празникот во доаѓање. Так. И сето тоа да биде достоинствено и да биде многу вкусно. Така. Сега, зошто ние не можеме да се доведеме се уште во таа ситуација, но јас верувам дека еден ден ќе дојде тоа. Така. Заради тоа што имаме многу драг пријател, и пријателов си имаме раклија за чварки. И сега си јаде чварчиња и 3 пати до сега, значи во овој период кога е сезонава на чварки, има проблеми со стомакот после јадење на чварки. И јас му се јавам третиот пат, не знаејќи, му викам, шо преш, добре, ово, не сум добар, и шо е, од веца не можам да излезам. Шо е, абе, чварките. И му викам, аман, бе, човече, не викам, аман, у четврток имам закажано нови. Повикам, вајда нема да идеш. Зошто да не идам? Да, многу интересно. Ние сме сите гурмани за, особено ако е гага. Значи, тука сме па, мислам, шампиони, ја мислам, на Балканот и у свет. Сакаме да мезниме, сакаме да си каснеме убаво, сакаме да си пивнеме. И кога сето тоа ќе го ставиме на прво место,
Така. После тоа више нема суштина празникот, пошто Така, нели ти кој ќе се напумпаш, после ти е тешко, се мрзиш сами од себе си и ќе збориш сега за Христос или ќе мислиш на него. Па ти само мислиш како да се испразниш. Мислам, вака си извинувам изразот. Ама тоа е. Так. Тоа е природата на човекот. Таква какво што е. Нашите предци, по она што сум слушал за дедоми, за прадедоми и така натаму, биле скромни во тој поглед и многу пешачеле. Ние само седиме, плямпаме и јадеме и пиеме. Так. И сега тоа е повторно комерцијал. И бидејќи трговците гледаат што ни фали, викат, па дај бе, ние ќе им шитнеме на овие христијани, бе, не е проблем. И они ни шиткаат. Так. Све ни продаваат, нели? Звездички, вакви, ангелчиња, онакви, они ти купуваш за Божик, мислејќи дека е тука суштината. Так. Не ќе да правиме муавет, повторно ќе кажам, за она што е вечност, односно ние во вечноста. Так. Затоа што ние сме убедени дека постои. А ако постои, е другаче ќе славиме. Так. Тогаш ќе го знаеме редот, Така ќе е. го знаеме стомакот, ќе знаеме колку ни е доста. Друг е пристапот тогаш. Да, тогаш има одговорност. Затоа што во моментот кога, еве јас можам да говорам во прво лице едина за себе, но како духовен раководител и за многу други луѓе кои во еден момент кога се соочиле со вистината, кога ја разбрале вистината, дека смислата на нашето постоење се роди во Витлеем, Так. дека тој што го очекуваше старозаветниот народ Божи, тој што пророците го предскажува и така натаму, еве, девица ќе зачне и ќе роди син, Емануел, Бог со нас. Така. Значи, кога малку ќе дзирнеме во Светото писмо, не мора многу, малку, еве, кога ќе почнеме да ги читаме сведоштвата кај евангелистот Матеј и Лука околу раѓањето на нашиот Спасител, кога малку ќе влеземе во смислата на историјата на човештвото. Така. Значи, кога ќе почнеме малку да размислуваме и кога ќе сватиме всушност што прославуваме, која радост прославуваме, тогаш не може нешто да не се случи внатре во нашата совест, во нашиот ум, во нашето срце. Значи, нешто започнува да се менува. Може би не одеднаш со кузне каков интензитет, иако јас сум сведок и за тоа дека кај некои луѓе средбата со вистината, односно средбата со Христос, на вистина е како распалување на оган. Но тие луѓе изгледа долго време се подготвувале за ја барале вистината и кога се соочиле со вистината, која е нашла вистината, како што Христос ни говори за таа параболата со бисерот, сите други скапоценности ги продаваш за да го земеш тој скапоцен бисер. Значи, таквите луѓе од се она што го знаат како искуство, ама е лажно, се откажуваат и го зимаат вистинскиот бисер на постоењето, односно се отвара за вистинската смисла на постоењето, за вистинското решение на нивниот живот, и во овој свет и во вечноста, за вистинскиот модел на тоа како треба да се живее и во овој свет и во вечноста, за вистинската вредност и што е најбитно, Христос е гарантот на нашето постоење. Значи, таквите луѓе ја разбират гаранцијата на нивното постоење дека тие имаат вредност, дека не се изгубени во овој изгубен отпаднат свет, дека не се негде изгубени во космосот, дека не се некаква случајност на некаква еволуција, братушко. Сваќа дека се Божи созданија и дека се созданија на татко кој љуби. Значи, на Творец кој љуби, кој е неискажлива љубов. И таа љубов ние доживуваме преку раѓањето на неговиот идроден син. И затоа и Дева Марија, и Јосиф, и пастирите, и мудреците, и сите оние што кои биле во средба со родениот Месија, Така. тие чувствувале. Старецот Симеон, кога тој го земал во своите преградки, и вика, сега го отпушташ, затоа што тој скоро 300 години го чекал ветувањето дека ќе го држи во своите раце Месијата и така натаму. Значи, сите оние што се стапиле во допир, па дури оној биолошки допир, физички допир со Христос, почувствувале внатрешна промена. И значи, во историјата на човештвото, во целиот овој процес на 2000 години, секоја човечка душа што ќе се отворила за да стапи во контакт, во допир со светлината, таа прима светлината во себе. Затоа што тоа е многу интересен момент. Вистинската светлина на постоењето, вистинската љубов на постоењето, вистинскиот извор на постоењето не е насилен. Тој нема насилен пристап. Вистинскиот извор на постоење нема насилен пристап кон нас. Тој насила не тера, убаво кажа братот Горан. Ако сакаш, тоа е твој избор. Така е.
Но тие што ќе го направат тој избор, еве јас ги повикувам луѓето. Нека направат експеримент. Просто нека направат експеримент. Значи, нека се отворат барем малку за Христовата вистина. Барем малку да почнат да читат од Светото писмо. Барем малку со своји зборови. Не мора кој знае какви молитви да знаат, но со своји зборови, но искрено и љубовно да му се обратат на Христос. Да му се обратат на оној што се роди за нас, да се обратат на таа светлина. Таа светлина ќе ги допре. И кога ќе ги допре таа светлина, братушко, радост. Так. И затоа вистинските христијани Христовото раѓање го прославуваат многу тивко. Многу тивко. Затоа што таа радост нема потреба, таа вистинската радост нема потреба сензационалистички да се шири со зурли и тапани. Так. Таа пулсира внатре во срцето. Так. И преку тие божитни песни и преку нашето учество на литургијата, преку таа наша благодарност, нежна, искрена, можеби наивна понекогаш, можеби некогаш не до крај рационално објаснива, но благодарност. И кога си причестиме со светлината, и тогаш, братушко, убавина. Так. Подготвувајќи се за емисијата, еве најдов еден цитат, вели вака: Божик е празник на радоста и љубовта. Тој се мисли на Христа. Заради својата неизмерна љубов и човеколюбие дојде за да не обогати и обожи. Така и ние треба да се свртиме кон ближните и да ги обогатиме со својата љубов и добрина. Доколку ја имаме, братушко. Так. Значи, колку едноставно кажано, многу реално, многу рационално, меѓутоа, зашто луѓето постојано треба да се потсетуваат на ова? Горане, што ви кажал ти? Па, што да се каже? Значи, мора да се потсетуваат луѓето. Так. Зашто да не се потсетуваат? Так. Нека се потсетуваат. Нека се потсетуваат, да. Повторно и повторно, како што велиме да. на литургијата, да. Проблемот е што не сака да се потсетуваат голем дел од луѓето, ама и тоа е демократски избор. Така е. Знаете, многу од луѓето велат дека наука и религија е некомпатибилна. Так. Тоа не е точно. Да. Гледав вчера еден документарец, интересен за настанувањето на земјата. Така. И сега на сред документарец имаше буквално еден ваков коментар. Вели, месечината на почетокот била оддалечена од нашата планета 44.000 километри. И продолжува нараторот, вика, од непознати причини таа се оддалече на 220.000 километри, колку што отприлика и денеска. Ако тоа не се случеше, планетата Земја немаше да добие живот. Така. Значи, гледате, тука има Од непознати причини. Од непознати причини, таа си се оддалечила сама по себе. Так. Така што, кога човек ќе почне да размислува од кај ми овој морков, како да се создаде месечината, како се создаде земјата и така натаму, мора да дојде до некое решение. Така. И сега има луѓе кои што нели се сомневаат дека Бог постои. Агностици, како се вика. Така. Агностици, да. Так. Таа тие не се атеисти, атеистите Так. го одбиваат. Они го одбиваат. Овие се сомневаат. Има категории на луѓе кои што се безрезервно сигурни дека Христос постои, и тоа се религиозни луѓе. Так. Но најголемиот дел од луѓето, мислам, дај Боже да грешам, Так. се луѓе кои што се верници во смисла на да се направи славичка, 3-4 пати во годината се отиде во црква и така натаму. Да не бидам разбран погрешно. И тоа е добро. Так. И тоа е подобро Тоа е колку ништо добро, да не да, се точно прави. е, да. Ама има нешто уште подобро. Да се обиде човек да влезе во суштината на таа светлина. Добре, ќе правам славичка, ама сега додека правам славичка, нешто да прочитам. Нешто да прашам. Да станам љубопитен. Така. Тоа е клучното. Дајте да бидеме љубопитни. Дајте да видиме што тој Христос направил, зошто е направил, постои вечен живот, не постои. И тогаш со цврста одлука кажи, не постои вечен живот, јас ќе си го терам животот по моите правила. И измисли си правила, повели. Направи ги правилата, ама не да бидат правила на темнината, да им правиш зло на луѓето. Ајде измисли некој правило, направи нешто. Сега не можеш да измислиш, зашто? Заради тоа што кој од нас може да измисли нешто и Да да го каже... коригира Бог. Така, ова е вистината. Не може да биде тоа вистина. Така што, затоа мислам дека и твоето прашање е многу добро. Да се подсетуваме постојано, да се подсетуваме дека сме лоши. Лоши сме. Так. Ние сме лоши. И сега, може ние да си признаеме, види, јас како човек сум лош и ништо да не правам за тоа да се подобрам. Меѓутоа, дали е тоа нормално? Ако ти е лошо, здравствено, ти се обидуваш да се подобриш. Подиш на доктор, подиш вамо, одиш вамо и така натаму. Значи, има еден доктор, ама има и уште еден доктор.
па обрати се кај него. Ако сакаш повторно демократско право. Тој момент на духовна успиеност или духовна темнина. Значи, откако ние сме отпаднале од оној принцип на постоење за кој не создаде нашиот Творец, значи, постоење во апсолутна свесност. Свесност за себе си. И сега, кога ние сме отпаднале од таа состојба, ние сме во состојба не баш на некој добар процент на свесност за самите себе си. Дури понекога живееме во безсвесност, во безсознание на самите себе си. И отаму, брат Горан, според мене, значи се губи и таа љубопитност. Значи, љубопитноста доаѓа од луѓе кои имат барем некако процент на само себе разбуденост. Значи, они стануваат свесни за себе си, постојам. И сега почнува тука љубопитно, зошто постојам, како ова постои и така натаму. Но еден добар процент од луѓето, зошто и како, тоа е веќе друг разговор и друга тема, се наоѓаат во состојба на духовно несознание или духовна смрт, духовна темнина, и како такви тие немаат љубопитност. Дури тие се, буквално јас така ги доживувам како брод пуштен онака брановите на морето да го носат, кај што ќе оди морската струја. Значи, кормиларот спие, капетанот спие, екипажот спие, бродот нешто е тука, ама се ашка нааму натаму, и ние гледаме дека еден огромен процент од нашите сограѓани се наоѓаат во таква состојба. Грижите од овој свет, секојдневните грижи, се такви какви што се, па они дополнително ги успиваат и ги заробуваат, и тогаш таквите луѓе како да немаат време да станат самосвесни за себе си и да ја активират љубопитноста. И тоа е тоа. Сега, затоа сме ние тука, први свештенослужителите, затоа и Христос ги испраќа први на апостолите, потоа епископите, презвитерите, ѓаконите. Всушност, сите членови на црквата се повикани да бидат апостоли, односно пратеници на светлината. Светлината се роди во овој свет, светлината дојде во овој свет, полнотата на смислата на постоењето дојде во овој свет, а разрешницата на овој отпаднат свет дојде во овој свет. Така. Значи, дојде. Имаме ние милиони сведоци за тоа. Сите тие свети луѓе кои ги почитуваме и го славиме нивниот спомен, се сведоци, остварени сведоци за тоа како да се живее во светлина. И плодовите од светлината. Сега, сите ние сме пратеници на светлината, особено кај нашите браќи и сестри кои се во таа состојба на духовна тема, во состојба на збунетост. И сега треба во дух на љубов и во дух на неискажливо разбирање на нивната состојба да се потикне таа состојба на само себе прво осознавање, да ги потикнеме да мислат. Јас, низ моето лично искуство, може да го потврдам тоа, како парохијски свештеник, еве кога ќе седнам со моите парохијани или духовни чеда и ќе почнеме да разговараме за некои теми, и кога ќе почнеме полека да го активираме мисловниот процес и почнеме да го поставуваме тој мозаик, на било еве за наука, за политика, за било кои сегменти од животот. Ова полека луѓето се осведочуваат дека постои некаква закономерност во овој живот, дека не е хаотично, дека се има некаков тек на настаните на нештата. Причина и последица, така е. И сега полека тој начин на размислување го активира процесот на само себе осознавањето, на само себе будењето. Почнува тој процес натешен и тој процес на само себе будење го потикнува и тој процес на љубопитност. Значи, ова брат Горан и брат Душко, да. Значи, голем е патот за да се дојде до тој степен да почне човек да биде љубопитен. Значи, јас Светото писмо сум го поделил на не знам на колку луѓе, така натаму, но малкумина од нив, за жал, малкумина седнале вака и го отвориле и почнале да го читат. Значи, сум требал јас да дојдам и да кажам, што направи, јас ти го дадов Светото писмо пред 2 седмици, што направи со тоа? Оче нема време и така натаму. Сега, имаш време, ќе седнеме на едно кафенце, но отворил Светото писмо и ќе почнеме да читаме. И сега, кога ќе читаме заедно, кога ќе се постави прашањето, добро, Ивица, како ова Свето писмо дошло до нас? Па целиот тој историски тек, па за апостолите, па целата таа историја на црквата, па пророците од Стариот Завет, па дури до Адам и Ева. И на луѓето полека им се открива таа, како да кажам, порака.
Така. Они стануваат свесни за таа историчност на човековиот род. Значи, стануваат свесни дека не се производ на некаква слепа еволуција. Така. Нешто нам останало, не знам на кој начин. Значи, просто тој процес мислечки, смислодавачки кај нив се активира и тие самите почнуваат да доаѓаат до заклучоци. Тоа е, мислам дека и задачата што треба ние, современите христијани, во ова време, особено да го правиме со нашите традиционални христијани, браќи и сестри, кои не го негираат постоењето Божјо, кои не го негираат Христос, кои не негираат да се радуваат на Христовото раѓање, но треба да ја потикнеме нивната љубопитност, според мене. Така е. А кој е најљубопитен? Децата? Само децата. А и навеќе му се радуваат децата на овој празник. Еве, јас ќе ве потсетам колку брзо минува времето кога си, да кажам, дете, особено нели кога е распуста. Распустот ништо не правиш, ама играш, трчаш, се веселиш со другари, со ова, со она, значи брзо поминува. И некако брзо поминува времето кога ќе бидеш и во гимназија, кога ќе бидеш и на факултет. Сега после 30-40 година времето вели не поминува брзо. А прашај ги сите луѓе на 70 години велат, ја не знам како ми помина времето. Так. И сега Ни тука летна животот. Да. И сега тука има една контрадикција. Так. Значи ти летнал животот од една страна, а од друга страна денот ти е ист. Не ти поминува. Понеделник ти е ист, вторник ти идеш на работа, се враќаш, легнуваш, дремаш, не знам, мезиш и така натаму. И кога ќе ги прашаш најголемиот дел од луѓето, добро, каков ти е животот? Исто. Исто па исто, тоа па тоа. Значи, ако се вратиме на тоа дека децата се со најголемо љубопитство, Така. само ние треба да си признаеме една работа. Колку и да сме возрастни, дека сме деца. Така. Негови, на Творецот. На нашиот небесен татко. Така. Тој И ни е се- татко. Бидејќи си му негов син или керка, треба нешто да научиш за него. Така, се радуваш ли на роденденот на татко ти? Се радуваш, го славиш, го бакнуваш, му носиш торта, подароци и така натаму, зборуваш со татко ти, знаеш каде е роден татко ти, ги знаеш дури неговите родители. Тоа е, нели? Да се направиш малку дете и да кажеш, слушај, сега за другиот мој татко сакам, за главниот мој татко сакам да прочитам нешто. Вечниот Бог слезе и водева се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Царот на сите и Господ, дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели веселете се. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Прими го викнеме Господ твој, царот на сите и владика. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, народи да принесат достојни. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Да се поклонат на Господа во пештера родениот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кога слушна ирод за настана, целиот се потресе злобниот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Вака вели на свештениците, кои му служат на Господа. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кажете ми, мудри учи,
Tura na pomisli, Josip namisli da ja otpušti. Svece, sveci presvet Gospodi. Nokta padlo sono, slušna glas, angel Gospodov mu progovori. Svece, sveci presvet Gospodi. Dnes se ta tvar se radova, торжествува и se veseli. Svece, sveci presvet Gospodi. Svetlina na svetom mu zasvetli i ti evo mrakot i osvetli. Svece, sveci presvet Gospodi. Sile na Hrista da mu peme, on zaradi nas evo ploti. Svece, sveci presvet Gospodi. Odevo majko Vladičice, spasi gi hristijanite. Svece, sveci presvet Gospodi. И ќе отвори Свето писмо во Новиот Завет, ќе прочиташ. Ако не бидете како мали деца, нема да влезете во Царството Небесно. Тука по тоа мали деца, што може се да се разведе, освен љубопитноста, отец Ивица? Што уште го карактеризира детето? Еве, се раѓа дете и тоа донесува радост. Значи, Христос тука нас не повикува на некаква инфантилност, Така. незрелост, туку баш на тој момент за кој го спомна братот Горан, моментот на љубопитност, отвореност. Така. Значи, детето е љубопитно затоа што е чисто и го доживува животот, значи во него свесноста за животот е активирана и тоа на силно ниво. Така. И детето е ова љубопитно затоа што сака да ги сознае нештата и затоа прашува. Децата прашува, а зошто ова, дека се и досадни? Да, ама тоа Најчесто прашање е зошто. ама има потреба од одговор, тоа е природна потреба да се задоволи неговата, како да кажам, внатрешна осмисленост. Значи, јас постојам во овој свет, а постои ова. Зошто? И сега првин го бара одговорот од родителите. Истата таа работа треба да се случи кај оние кои можеби биолошки има 30, 40, 50, 60 години, 70, 80, не е битно. Но во однос на нашиот небесен Отец сите се ние деца. Така, и во однос на духовното раѓање и во однос на духовното растење. раѓање. Значи, не е битно колкава е нашата биолошка возраст. Так. Битно е ние што сме направиле со себе во однос на нашиот небесен татко. Дали сме започнале да се раѓаме за духовен живот? Так. Дали сме започнале да созреваме за вечност? Дали сме почнале да созреваме за вистината? А за да го започнеме тој процес на созревање, неопходна е таа состојба на љубопитност. Да прашуваме. Значи, јас сум најсреќен, искрено да ти кажам, ти знаеш, брат Дучко, си присуствувал на многу мои предавања. Најсреќен сум кога после предавањето не можат луѓето да престанат со постување прашања. Так. А најповеќе сум тажен кога ќе завршам со предавање и гледам нема прашање. Тогаш вината ја насочувам кон себе си и кам изгледа сум бил лош предавач, не сум ги допрев доволно, не сум ги потикнал доволно, но целата работа е што љубопитноста сепак се поттикнува и се ангажира кај луѓето кога имаат сепак некакви информации. Так. Еве, јас знам, кога сум држал предавање кај луѓе кои немаат скоро никакви информации за христијанството, првото, второто предавање, навистина, реакцијата е таква. Не поставуваат прашање затоа што не знаат кој прашање да ти го постават. И кога ќе седнам после тоа со нив да разговарам зошто... Се зошто... пашат од прашањето да не излезе минуто незнаење. И сега, кога ќе ги прашам зошто не поставите прашања, отец Ивица, па ние толку не ги знаеме работите, а сега во моментот толку информации добивме, сега чекаме полека да ни слегнат информациите, значи тоа започнува мисловниот процес. И сега после второто, третото предавање не може човек да ги сопре со прашање. Значи, потребен е тој момент на љубов, да го имаме и тој момент на одговорност на тоа дека сите сме ние како членови на црквата ставени во тој апостолски подвиг.
да им сведочиме на нашите браќи и сестри. Мислам дека кај нас православните христијани, не можам да генерализирам, но на овие простори во Македонија, тоа како да отсаствува и сериозно. Ние не сакаме таа радост, да ја споделиме дури ни со нашите традиционални христијани браќа и сестри, камоли со оние кои се агностици или атеисти или, например, припаѓаат на друга вера. Значи, сепак, за мене и тоа е егоизам. Значи, ако јас знам и сум се осведочил дека нештото е навистина вистинско и смислодавачко за секого. Значи, замисли, Радушка, јас да дојдам до формулата за лек против рак или не знам друга страшна болест. И замисли, тој лек да го користам само за себе си. Страшен егоизам е тоа. Тоа е подлост. И сега исто, ако јас сум осознал дека некоја вистина е смислодавачка, одржувачка, живото потикнувачка и за нас во овој свет и во вечноста, и ако тоа само го кријам за себе си и го чувам за себе си, па тогаш како може да се наречем Христов ученик или христијанин или член на неговото тело, орган на неговото тело, а тоа е црквата негова. Значи мора да го активираме тој момент малце. Малце треба да се охрабриме, потикнати од љубовта кон нашите ближни и да сведочиме. Се разбира, во дух на љубов, во дух на апсолутно разбирање за состојбата духовна пред се на нашите ближни. Тоа да не биде со наметнување, да не биде со манипулација, никако. Значи, ако говориме за вистинската светлина, тогаш да говориме во духот на таа светлина. Така, јас би сакал да го прашам, веќе сме при крај со емисијата Горан, во неговата емисија за Зекманија, нели на почетокот почнува шеговито, па има еден сериозен дел, а најсериозниот дел доаѓа на крај вера, надеж, љубов, па така се го очекувам во завршницата на оваа емисија, она клучното да го кажеме. Нели, темата е светлината се роди, а што со тоа сега? Што да направиме сега, Горане, со ова, веќе еден завршеток да дадеме? Да се радуваме, само да се радуваме. Така. И да се подсетиме, бидејќи нели веќе помина нашиот прекрасен, голем, свечен, магичен празник Божик. Денеска сме нели веќе 9, ако не се лажам. Значи да се подсетиме што правевме изминативе денови. Ги посетивме нашите родители. Заедно ручавме. Разговаравме. Тоа е одлично. Ама тоа да не биде само за Божик и за Великден. Да не биде сето останато, јави се на телефон, ало, шо правите, добре сте, добра е, чао. Да ги видиш луѓето е многу позначајно, затоа што ликот говори, очите говорат. Сега, ако така ги посетуваме нашите родители, барем еднаш во неделата, шо правиме со нашиот татко. И него треба го посетиме барем еднаш во неделата. А ако ништо, друго барем на литургија, да дојдеме, да чуеме, да видиме, да се распрашаме. Ќе слушаме тамо малку и старословенски, нема да ни биде јасно, ама има тука луѓе, па ќе ги прашаме што значи ова, како значи. Ќе купиме некоја книга, ќе прочитаме и ќе се подсетиме дека сме негови. И на тој начин, кога ќе се подсетиме, кога ќе се освестиме, кога ќе ни биде јасно чии сме, зошто сме овдека и што не чека, во тој случај ќе сватиме една работа. Дека не постои ништо друго освен радост. Не е христијанин да биде некој натмурен и тажен лик. Христијанинот е радосен. Така е. Затоа што тој од сабајле до вечер му се радува на Христос. Евангелието се всушност е радосно. Јас сакам тецевица за крај. Нешто да поврзам од ова моје пријателство со Горан. Пред 2-3 години Горан ми се јавил на телефон и така века, брат Горан, што правиш? Знаеш, оној момент на разговор и се јас очекувам да ми каже нешто, да има потреба и така проблем. И после викам, брат Горан, каже што има ли нешто? Вика, не бе, брат, само ти се јавев затоа да ти кажам дека се радувам дека ти имам како пријател. Тоа е. Јас останав без зборови. Да, и тоа, мислам, тоа јавување кое можеби траеше минута, 2-3 колку правевме муавет, значи одеднаш кај мене предизвика сериозен процес на размислување, само себе преиспитување. Како јас градам однос кон моите пријатели? Дали ја им се радувам? Или само градам однос на некаква интеракција, на потреба, интерес, така на тоа. И тоа е потребно, брат Горан и Дишко. Но пред се сакам да ја споделам радоста дека ми е некој пријател, затоа што ми е пријатно да бидам во негова близина, затоа што се радувам што Бог ми го подарил. И сега, еве за крај на емисијата, затоа што следната емисија ќе биде за семејството. Значи цело време говоревме и во оваа емисија за семејството, но сепак треба да знаеме и за децата, да, треба да знаеме дека
ние како христијани, живеејќи во Божјото откровение, запишано во свети книги на Стариот и Новиот Завет, знаеме една работа, дека во овој свет постојат две заедници кои се од Бога благословени, кои никогаш нема да исчезнат. Так. Тоа е семејството и црквата. И затоа Божиќ, односно празникот на Христовото рождество, најубаво се прославува и најубаво радоста се споделува со нашата духовна заедница, тоа е црквата, и со нашата биолошка заедница, тоа е семејството. Господ да ни ги благослови и двете. Амин. Благодарам на моите соговорници, отец Ивица Тодоров и Горан Величковски. Се надевам дека бевме интересни за нашите гледатели, дека споделивме на радост што треба да имаме. Тоа е и целта на оваа емисија. Така, што треба да имаме посебно во вакви моменти, во овие денови, и да ги поздравам и се надевам дека и следната емисија со ист интерес ќе ја следат и со иста полза ќе извлечат од сео на што ние ќе го Христос се роди. На Вистина се роди.